Средношколците, членови на младинската организација при Средното општинско училиште Лјупчо Сантов, денеска дадоа подршка на средношколскиот пленум, со што излегува на протест по улиците во општината. Стотина средношколци протестираа за укинување на предметот математика од редовните предмети за полагање и укинување на екстерното тестирање, кое според нив го нарекуваа 60-минутно бинго. Денеска сме на улица во масовен број и нека не ги лажат дека ќе се повлечеме од улиците. Ќе бидеме и во наредниот период присутни, имаме доставено барања и бараме исполнување на тие барања. Тоа се значи не математика за матура, бидејќи секој ученик не може да полага математика, оној кој што ќе се запишува на општествените факултети или на јазичните факултети, може на некому не му иде математика. Математика за матура да остане како изборен предмет. Оној кој што сака да ја полага, ќе ја полага математиката. Оној кој што оди на факултет математика. Во однос на екстерното тестирање. Имаме 60-минутен бинго тест, буквално 60-минутен циркус со прашања на кои што можеш буквално да си играш лотарија и да искараш или тројка или петка. Одличните ученици можат да кикснат на екстерно тестирање. И сега прават споредба помеѓу 60-минутен бинго тест, што влегува во свидетелството и оценка добиена од текот на целата година, која што е следена преку тестови, знаења, активности на ученикот. И сето тоа, замислете, влегува во свидетелство. Па како може тоа? Тоа нема да го дозволиме. На прашањето зошто протестот не го поддржаа и средношколците од Средното општинско училиште Гоша Викентиев, председателот Иван Коцев изјави: Побарав од тамошниот председател на младинска организација исто така да даде поддршка на денешните протести, но за жал имало интерес кај учениците, но тие тоа не го прифатија да го дадат како јавна поддршка, ама гледам и ме радува тоа што има доста ученици од Средното општинско училиште Гошо Викентиев овдека и што ни ја даваат поддршката. Јас упатив апел и тие да се приклучат и јавно очекувам од следниот протест и тие да дадат поддршка. Средношколците најавија дека ќе продолжат да протестираат се додека не ги добијат нивните барања и веќе за оваа недела најавија уште еден протест кој ќе се одржи по улиците во централното градско подрачје.